Добро вечер или убав сон, драги приятели. Майческа повторно не ми се спие, повторно ќе другаруваме. Но овој пат ќе другаруваме со светската политичка сцена, особено занимљиво е малку. Трагикомично е, не е толку смешно. Оно што се случува со САД и нивниот претседател Џозеф Бајден, доживеа САД него доживее дното, имено белорускиот претседател Александар Лукашенко. Ви го постирам видеото, просто се исмејува со него, ќе Белорусија беше критикувана многу зашто го приземјува авионот, кај што летеше нивниот опозиционер, и му вели му порачува дека ќе го приземи авионот на претседателот на САД Џозеф Бајден, го кани на средба, му ветува чак и со опција дека ќе допрати, но интересно го кани на средба заедно со претседателот на Русија Владимир Путин. Што значи тоа? Значи Лукашенко сепак има силен крив за себе, има ја најмоќница војна сила која сака дека збори, значи ја не сум нити руски, нити било како определен. Јас само сакам објективно, како новинар аналитичар, да ви изнесам јасната слика што се случува на светската политичка сцена. Имено, добро знаеме дека благодарение на руските тајни служби се оневозможи обојната револуција во Белорусија, исто благодарение на руските тајни служби се спречи да оневозможи атентатот врз претседателот на Белорусија Александар Лукашенко. А тоа се повеќе ги доближи, инаку не има договор веќе може 10 на години, кој уште не е реализиран, тоа е спојување на Белорусија и Русија, но затоа денове помеѓу Руската Федерација и Белорусија се склучи договор со тоа што Руската Федерација ќе гради голема или огромна база, да кажеме, во Белорусија за најмодерните ПВО системи и да можат авиони од сите видови да слетуваат. Ова САД и Европа запада, посебно го смета за голема опасност, знаеме дека особено и Украина, бидејќи Украина се граничи со Белорусија, но тука буквално се затвораат сите приоди кон Русија, со големата војна моќ што стационираше Русија во Калининград, тоа е некоја енклава која е добиена после Втората светска војна, која им припада на СССР, и со Крим, кој Русија си го поврати 2014 година, инаку тој секојаш беше во составот и на царска Русија и на Русија, но за време на владењето на Хрушчов, Никита Хрушчов, мислам дека тоа беше 1955 или 56 година, не ми земајте здраво за готово, на една од тие две години, Никита Хрушчов, кој е украинец, го одзима Крим на Руската Федерација и го подарува на Украина. Значи, Крим никогаш не бил во состав на Украина. И по распад на СССР, Русија плаќаше, да кажеме, кирија за нивните трупи и базата на Крим, кој е и Севастополј. И кога види Владимир Путин што се случува со обојната револуција во Украина, која изведува Западот, веднаш се организираше референдум во Крим, пошто Крим се припои на Руската Федерација, но тоа го направи, значи не прати војници, за да го припои, него испрати војни лица во цивили. Значи, без испукан куршум, Русија си го врати Крим. Веројатно тоа ќе се случи и со источна Украина, тука Донбас, двете републики Луганск, Донецк и мислам, не сеќам уште кој е, со тоа што буквално на
Украина ќе се затвори приодот кон Црното море. Што значи дека Украина ќе биде приморана или да се спои со Русија, или да се распадне целата. Ово му пречи на Западот. Они со ово што се направи со Белорусија и со градење кое треба да се изгради, база во Белорусија, автоматски се запира просторот кон руските граници. И од тие причини цета русофобија, овој и полскиот претседател и амбасадор што Обединетите нации ќе покрене натаму, да се тоа смешно, бидејќи се немоки. Никој од нив. Значи, не зборам навивачки, може проверете. Русија единствената што има хиперсонично оружје, многу пати го цитирав американскиот генерал, кој рече уште пред 5 години дека Русија во моментот е посилна од САД и заедно со целата НАТО, денове пристига и други признанија од САД, бидејќи они се уште немаат хиперсонично оружје, нивните најмодерни така наречени авиони се пред 30 години, зборам за F-35, така се вика. Од тие причини ово се случува, значи има спојување на Белорусија и Руската Федерација. Првата фаза нормално ќе биде градена огромна воена база на Русија во Белорусија, со што ќе се запрат сите природи. Но тоа во моментот не знам колку одговара на другиве. Ја кажав дека Кина во моментот се обидува да го сврти вниманието на САД кон Русија, но тоа е неможно, бидејќи претседателот на САД Џозеф Бајден денове нареди повторна истрага од каде започна коронавирус или бактеријата. Поточно и Светската здравствена организација, нивниот нов претседател, бил незадоволен од првата истрага која е вршена во Кина. Значи во Кина престои, ако дозволи втора истрага, значи ќе има обвинување на САД кон Кина за коронавирус или бактеријата, бидејќи САД има над 600.000 починаци, а се знае дека во лабораторијата Вухан, а и пред тоа е тестирана прва во САД, а позади стои Сорош, особено Бил Гейтс, и од тие причини Бил Гейтс и разведе во март, без медиумите да знаат, и жена му е прати на острово подалеку од САД, бидејќи знае дека ќе биде ќе му биде одземен целиот имот и богатство, некој ќе мора да плати, САД ќе бара разви, но воедно ќе биде и причина за воен конфликт со Кина. Зошто причина? Значи, Кина ќе обвинат за тие 600.000 починати и Кина со така ќе обвинат и за многу други работи, особено за ово. Ако добро се ќавате, и во почетокот и претходен претседател на САД Доналд Трамп ја обвинуваше Кина токму за короната, иако тоа беше заедно во доску со длабоката држава сега е токму на власт, што најтрагикомично, но се свесија дека економијата, особено некој мора да поднесе одговорност, а да не поднесе одговорност длабоката држава која го направи, ќе се насочи кон Кина. И затоа во многу мои јавувања кажав дека неизбежен конфликт помеѓу САД и Кина. Тоа очекувам многу брзо да се случи, значи на глобалната сцена ќе дојде до прометување. Но Кина се обидува тука да вовлечи и Русија, особено да го насочи на вниманието на САД кон Русија, предизвикајќи и кажувајќи дека не може да освојат Русија, нити за 7 дена, нити не знам за колку. Факт е дека Русија направи 2 големи тврдини, кои се тешко освои, тоа е Калининград, Крим, а третата ќе биде Белорусија, со градење големата база воена, значи за авиони и ПВО системи најмодерни. Драги пријатели, ви посакувам убав сон и мислите со своја глава, особено кога се вакцините во прашање, бидејќи се уште се
во фаза на испитување. Не бидете затоа. Ви велам, опитни зајчиња, глупчиња. Ви постирав од еден сајт, што верувам дека е точен. Значи, по примањето на вакцина во Македонија, дали од вакцина, дали од било што, починале 24 лица, а 624 се заразили. Тоа знаеме, се заразили, а тоа знаеме дека се случи у Србија. Самиот Ѓорѓе Балашич по примање на вакцината здрав, после 5 дена почина. Знаеме дека татко му на Ѓорчев, поранешен пратеник, заминува во Србија да се вакцинира, почина по вакцината. Ја можам сите да ги разберам, но не можам да ги разберам медицинските лица, толку да не се истражат и да не прочитат нешто релевантно. Да не обичен народ што го фаќа страф и оде ко овци сами на колење, не може да ги разберам од последните лица. Значи, драги пријатели, ви посакувам во ноќ убав сон и ве замолувам да почнете да мислите моја со глава, со собствена глава, ни мене да ме слушајте, не гответе со законот, јас што кажав и други што каже, проверувајте. Добар сон.